Господи Исусе Христе, помилуј ме. 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 Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во веки веков. Амин. Живиот светец како светилија си ја чува земјата, си го чува местото. И однапред се сеќам како дете, секој илин ден поручек врнеше и грмеше. Дали беше тогаш верата поголема? Не знам што е проблемот. Дали светилие остаре? И Бог нас не осудува за задните години, не одзема секој ден водата. Не опомено дека треба нешто да направиме. Со овој чин сега што го почнеме, верувам дека ќе не поврати езерото, ќе не поврати животот во доерот, пошто душата и животот е во езерото, во водата на езерото. Премудрост, просто стојки да го слушаме светото Евангелие, ние на сите. Во навреме сите се дивеја на неговите благодети зборови, што излегува од устата на Исуса и велеја: нели е овој синот на Јосифа? А он им рече: секој од вас сигурно ќе ми приговори: лекаре, излечи се сам, направи овде во твојата земја она што чувме дека се случило во Капернаум. Па рече: вистина ви велам, ни еден пророк не е мил во земјата своја, на вистина ви кажувам. Господи, помилуј, Господи, помилуј. Господи,
Татко ми беше еден прекрасен човек. Безкрајно прекрасен човек. Јас 1000 пати му е нахранив душата на татко ми, кога му реков од рибата од Дојранското езеро. И Бог ќе го поправи се тоа. Да ви кажам, от 16-та година навеќе баш никој не го интересираше црквата. Господ можда не осудува нас дојранчани и не става во една мисла дека треба нешто преземаме да се обнови црквата, која уопште не обновување по рушењето од 915-16 година. Како водоера не се изгради, црквата никој пат ќе нема и вода. Верам во едниот Бог Отец се држите Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо. И во едниот Господ Исус Христос, Синот Божи единороден, кој е роден од Отецот пред сите векови, светлина од светлината, вистински Бог од вистинскиот Бог. Силен дош, да има некоја принцеза, принцеза и само вака, да направи, да врти со стајпчето и тука полно туристи да направи и туристите цел Дојран да биде со туристи, езерото е колку цел Дојран да биде, Дојран колку цело Скопје и така. На твојата тајна вечера денес, Сине Божи, прими ме за учесник, зашто нема да ја откријам тајната на твоите Дојран е бил некогаш нешто, имал и своја епархија, треба да се поврати духот на верата, духот на православието. И ете денес, камбанаријата ја гледаме сите, денес на 2 август, за прв пат, после 85 години, чукна звоното, се слуша преку езерото и во нашиот дел од другата страна. Овие се греди од времето, мислам, на камбаната, оригинал, ги испробавме и бушевме да видиме дали ќе издржат. За среќа се поставивме, се успешно се одвиваше, звоното го монтиравме некаде од сабајле до вечер, полека, плашајќи се нешто да не настане, па викам секоја случајност да бидеме обезбедени. И се заврши оваа работа и ко бидна све, тогаш го чукнахме првото звоно и ми преставаше голема радост, не само мене и сите таму присутни што беа. Првото звоно ги разбуди од првиот сон, пошто веќе дојранчани 85 години изгледа се успиени.
Ти спаси помилуј и зачуване Боже со Твојата благодат. Исполнитель црква, соврши се наша, самите себе на сотруки свет на живот, на Христа Бога го предадеме. Зашто Ти си осветување наше и Тебе слава Ти вознесуваме. Во суштина две некои чувства ме обземаат. И тага и радост. Тага затоа што црквата е срушена, растурена. И јас исто така како владика од замори, од многу други работи се чувствувам така често пати како нешто да се срушило во мене. Народот исто така не ни е духовно пораснат. Неговото однесување можеше да се забележи денеска. Луѓето ја немаат уште таа црковна култура на однесување во храмот Божи. Не знаат што се случува. Така некако се е растурено. И луѓево и храмот. И сега сето треба да се гради. Јас и на себе треба да внимавам и да се градам себе уште. Луѓето исто така. Храмот исто така. И пак единствена основа на која сето тоа може да се изгради е Христос. И затоа денеска почнавме со вака го почнавме тоа градење, таа изградба со светата литургија. Затоа што се во се е Христос, светата литургија. И со него се причестивме. За да почне да градиме на тој темел, кој е единствен сигурен темел на кој може било што да се гради. И се спомени луѓе само што ги знаат и они ти што ги доживеле кај кажуваат. Јас од баба ми сум слушала, да речем од мајка ми. И викам се, Боже, колку се плачале луѓето за таа црква. Нели, само заради тоа што за них е вредела много. Нели тоа. Радоста е таа дека знам дека на сигурен темел ќе градиме, а тој е Христос и заедницата со него. А Господ ќе ни даде сили за се друго да направиме и да се изградиме како црква и да ги изградиме и самиот храм. И единствено на неговата помош се надевам. Гледам дека сите ние многу грешки правиме и само он не чува и само он ќе го изгради се тоа. На светите 15 веројатно свештеноначеници, на светите маченици